Почитувани, добар ден. Време е за црвена линија. Матурата треба да биде свечен крај на едно поглавје во животот на младите, но се почесто се претвора во почеток на сериозни проблеми. Наместо да биде празник на зрелост и одговорност, таа станува символ на пропусти, неодговорност и ризик. Додека родителите со гордост слават зрелост на своите деца и ги испраќаат на прослава, некои ноќни клубови и дискотеки гледаат само како да извлечат што повеќе профит, на диво, без дозволи, без контрола и со малолетници изложени на алкохол и опасности. Ова не е само прашање на неморалност, туку и на кршење на законите и загрозување на животот и здравјето на младите. Иако институциите се обидуваат да обезбедат безбедни и организирани матурски прослави, некои клубови и дискотеки нелегално ги отвараат вратите за матурантите, без дозволи, без соодветна контрола. Цените се високи, од 300 денари за влез до 15.000 денари за сепаре, а ризиците се огромни. Родителите плаќаат со надеж дека нивните деца ќе бидат безбедни, но реалноста е поинаква. По трагедијата од пожарот во Кочани, која потресе целата јавност, очекувавме дека вакви случаи нема да се повторуваат. Но газдите гладни за пари не бираат средства за да дојдат до нив, организирајќи забави во објекти без лиценци, каде што животот и здравјето на младите се сериозно загрозени. Пазарната инспекција и полицијата си ја вршат својата работа, но нелегални објекти се уште има. А проблемот станува сериозен, бидејќи газдите не сакаат да се откажат од овие пари. Кој ги мами матурантите? Кои се газдите кои се лакоми за пари? Зошто родителите кои ги плаќаат овие забави не прашуваат каде и како им се забавуваат децата? Како да се стави крај на дивите матурски забави? Ова се прашањата во ова денешно издание на Црвена линија. Како и секогаш очекуваме да бидете активни и на Инстаграм анкетата. Тоа значи ако не следите на Инстаграм, заследете не, профилот е Црвена линија секако, но и профилот на Телма телевизија. Паралелно на Инстаграм стори и на едниот и на другиот профил ја објавуваме анкетата, а за денес прашањето е: дали треба ригорозно да се казнат организаторите на забави во објекти што немаат дозволи? Како што гледате, имате две опции за одговор, полето кое што го содржи вашиот одговор, дали е тоа да или не, кликнете на него, ќе сумираме во проценти и ќе ги соопштиме резултатите конкретно на Црвена линија. Во продолжение да го погледнеме прилогот на Огнен Чанчаревиќ. 300 денари влези, 15.000 денари за сепаре. Ова е цената која друштво матурантки од Скопска гимназија платиле за да продолжат до утринските часови со прославата на матурската вечер во една скопска дискотека, која пак на диво ги отворила своите врати. Тие дошле пред дискотеката неколку минути по полноќ, им бил дозволен влез натре, а кусо време потоа во објектот влегле полициски службеници и пазарната инспекција и ја затвориле и пломбирале дискотеката, бидејќи таа немала лиценца за работа. Прославата на матурската вечер била ноќта меѓу понеделникот и вторникот. Забавата траела до полноќ во еден скопски ресторан и тој дел бил организиран од училиштето. Во меѓувреме, во повеќе скопски гимназии се е организирал така наречен афтер парти, кој требало да биде во дискотека и ноќен клуб сместен во рамките на железничката станица во Скопје. Родител на една матурантка објасни дека организацијата одела преку нејзин соученик. 4.500 денари чинела маса за стоење, а 12 до 15.000 денари сепаре. Откако ги дале парите, добиле карти и ваучери. Ова е картата на која јасно стои гимназијата, угостителскиот објект и датумот за забавата до утринските часови. Сметавме како родители дека по трагедијата во Кочани никој нема да се осмели да ги злоупотреби децата. Мислев дека објектот ги средил документите и легално работи. Кој родител би плаќал пари за да го прати своето дете во нелегална дискотека? Таа раскажува дека некои од матурантите не успеале ниту да влезат во објектот, бидејќи веќе пристигнала пазарната инспекција и полицијата. Вината ја лоцира кај сопствениците на угостителскиот објект кои свесно го прекршиле законот и ги измамиле нив и нивните деца. Случајот не го пријавила во полиција, а од соученикот на низината ќерка нема одговор дали и кога би ги рефундирал средствата кои ги зел за прославата во дискотеката.
Од пазарната инспекција потврдија дека минатиот период затвориле и пломбирале 2 објекти, ноќни клубови и дискотека, кои нелегално и на своја рака без никаква дозвола и лиценца ги отвориле вратите и примиле стотици матуранти. И против нив се почнати повеќе постапки. А почитувани, сега сакаме да ги слушаме одговорите и вашите мислења во однос на денешната тема. 02307-005 е телефонскиот број кој што треба да го завртите и секако да го намалите целосно тонот на ТВ приемникот и да земете активно учество и да ја крирате оваа црвена линија. Денес подсетуваме, ве прашуваме кои според вас вака ги мами матурантите, кои се всушност газите за кои се лакоми за пари и зошто родителите кои ги плаќаат овие забави не прашуваат каде и како им се забавуваат децата. Според вас, еве, како да се стави крај на ваквите диви, не само матурски, туку и забави, кои што, еве, без знаење на јавноста се одржуваат во локали, дискотеки, кои што секако немаат лиценца за работа. Добар ден. Добар ден, Тина. Убав ден, повелете, ве слушаме. Дали сте добри, прво да прашам? Да, добри сме, благодарам. Дали сте вие добри? Так. Па не е лошо, како за денеска, добре. Вака сакам да кажам. Значи, овие дискотеки, откако почна да се отварат, не се знае никој пие, никој плаќа. Сите се криви. Значи, од матурантите, од газдите, од родителите, од сите. Во наше време, јас сум во малку повозрастна особа, значи, во наше време се правеат матури во хотелите. Тоа е најсигурна работа. Сега таму слушам давале 15.000. Тоа се пари за некој родител. Каде е тука гардеробичка, нешто по, нели, сепак е тоа полнолетство, не е тоа сега, ајде, како годер да се облечеме. Сепак треба малку да се обрати внимание на гардероба, да се обрати внимание на сигурност, да се обрати внимание. Па и ние, кога бевме на матурска, во Континентал бевме. Останавме до Сабајле. До 6 сатот останав. И знаеш дека е сигурно и храна, и престој, и обезбедување, и сите тие работи. Значи, не ми е јасно зошто сакаат да отидат во дискотека, да збеснат таму, која и овде може. Сакаме ваква музика ќе им пуштат и готово. Тоа е се во времето во што сакаат да вложат пари. Сепак некој родител не може сега да трча кај ти идеш, што ќе прави, како ќе прави. Нема само да се трча по децава, а и овие газди сите треба во затвор да отидат и да им се затвори. Тоа Благодарам за учеството и одговорите во црвена линија. Со вас ја започнуваме ова дискусија. Вие сте ни и првата гледачка во ова издание. Продолжуваме понатаму да видиме какви одговори, мислења ќе кажете токму вие, почитувани мои, на 023070005. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Видите, кој ги мами? Никој не ги мами. Него кога се организира матура, значи класниот раководител од која мислам гимназија или средна школа, они организираат, треба да се организираат во самото училиште. Ако се искажат матурантите дека не треба да идат во дискотека, тогаш ќе идат на екскурзија, еднодневна екскурзија или дводневна екскурзија, па за сите тоа од почетокот, значи се почнува од март месец па до јуни да можат да ги исплатат. А ова никој не ги мами. Значи самите се мамат, нема мамење. Значи тој газдата дали ќе работи легално, нелегално, има пријатели, нема пријатели, отвара дискотека и набива цени. Па тоа е срамота. Кај е безбедноста на граѓаните, на студентите, на матурантите, на родителите. Значи, дали треба уште нешто да ни се случи уште почерно, за да тогаш ни дојде умот во главата. Па тоа е срамота. Самата држава треба да направи таква селекција и да каже нема да се организира матурски или било како, ќе се организира по екскурзии, по научни институции, кај што има Италија, Франција, така му. Така, благодарам многу и вам за учеството во црвена линија. Продолжете да не гледате, бидејќи понатаму продолжуваме токму со вас гледачите. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме?
Добро, во меѓувреме додека нели вклучиме нов гледач или можеби гледачка, секако ќе ве префрлам онаму каде што секако можете активно да дадете учество во Црвена линија, постојано и тоа. Доволно е да го заследите профилот на Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија на Facebook. Таму е објавена секако денешната тема, како и секоја она за која што дискутираме токму со вас. Денес Црвена линија на Facebook, еве како изгледа, верувам ќе можеме да ви покажеме. Ете, така изгледаме на Facebook, ова е објавата. Прашањето е дали треба ригорозно да се казнат организаторите на забави во објекти што немаат дозволи. И како е според вас може да се стави крај на ваквите диви забави? Во моментот тоа се матурски забави. Ви се чинили дека еве според вас зошто родителите ги плаќаат овие забави, а не прашуваат всушност каде и како им се забавуваат децата? Кои се тие газди кои што всушност и на ваков начин се и понатаму нели гладни за профит? И секако еве она што е исклучително важно е дали всушност треба воопшто да се пуштат било кои, не само младенци во објекти кои што апсолутно немаат лиценца и се затворени од нели институциите. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Да, го намалив. Да, целосно. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Намалете го тонот на телевизорот на нула, ве молам. Ама го... Не се слушам јас, можам да се слушнам од другата страна. Ало? Сега ме слушате? Добро, добар ден, ве слушаме. Добар ден. Ало, се јавувам од Охрид. Повелете. Бака. Јас сум пензионер од просвета. Вака, и сум била класна на многу генерации. Не ви е намален тонот Да. на телевизорот, затоа вака правите Да. пауза, го слушате какофонија. Так. Вака сега, јас од Охрид се јавувам и сум била класна на многу генерации. Во овој случај, сега моментално, можам за ова да кажам дека најголемата вина, значи овие матурски вечери се организира, значи матурските се, мислам, организираат пред 2-3 месеци порано, нели? Така. Сега работава е што тука треба родителите сите, значи донесуваат одлука кај се прават родителски средби све. Меѓутоа работава е што треба меѓутоа сега тука најголемата вина јас ја гледам кај класните раководители. Затоа што тие се кои што треба да водат грижа за децата. Тие се кои што треба да водат грижа за децата и тие треба децата да ги примат и да ги испратат, без разлика на која возраст сте. Да, се слушаме ли? Да, вака сега, многу ни е драго што се вклучивте и јас сега ќе ве поканам повторно да го завртите нашиот број, за повторно да добиете нови 90 секунди, бидејќи според правилото на Црвена линија 90 секунди се предвидени за едно вклучување. И верувам дека сега и добро ме слушате. Следното јавување ве замолувам целосно тонот на телевизорот на нула. Зошто го велам тоа? Од тие причини што прво се слуша во програма телевизорот, звукот има повторување, а вам ви прави пречка, па нели се правите пауза, бидејќи ви се чини дека некој друг зборува наместо вас и така одминуваат секундите. Големо благодарам и секако ве охрабрувам во исто во ова издание да не побарате повторно, но овој пат со целосно намален тон на телевизорот и секако да се доискажете. Секогаш е дозволено во Црвена линија апсолутно да не побарате и повеќе пати.
Добар ден. Ало, добар ден. Убав ден и вам, во Да. црвена линија сте. Дали матурантите се измамени во тоа каде да прославуваат матурската вечер? Јас мислам дека не се матурантите измамени. Како прво, организаторот што ги организира матурските вечери треба да ги провере салите дека што се одржуваат матурските вечери, а не да се одржуваат матурските вечери у некои шупи тамо со разни ефекти тамо што пуштат некои работи за да биде поинтересно, а газите уопште муа не ги лазе што може да се случи. Ни не ги гаеле дали ќе настрада некој или нема да настрада. Треба, како прво, родитело да се заинтересира, не само еден, него сите родители што имат матуранти да се заинтересират дека нините деца ќе одат да прослават матурската вечер. Второ, класните раководители исто така треба да се бидат заинтересирани. Значи голем број на луѓе треба да бидат заинтересирани, ако треба инспекција, дека ќе се одржуваат матурските вечери за да бидат матурантите сигурни. Затоа што матурантите не се сигурни каде ќе биде одржана матурската вечер и не е сигурен ниниот живот. Уопшто, Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија и секако ве потсетувам 02307005 е бројот кој што треба повторно да го завртите за нови 90 секунди. За сите останативе кои што можеби ќе дебитирате и за прв пат ќе посакате да бидете дел од ова издание на црвена линија, топло ве поканувам сите. Денес она за што зборуваме, веќе потврдам дека од пазарната инспекција потврдиле дека во изминатиот период се затворени и пломбирани 3 објекти, ноктни клубови и дискотеки, кои нелегално и на своја рака без никаква дозвола и лиценца ги отвориле вратите и примиле стотици матуранти и секако да се забавуваат до утринските часови. Токму од тие причини еве денес црвена линија прашува според вас кои ги мами матурантите, кои се газите кои што се на ваков начин лакоми нели за поголем профит и зошто родителите кои ги плаќаат овие забави не прешуваат каде и како им се забавуваат децата и како да се стави крај на дивите матурски забави. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па видете вака, овде има повеќе работи што фалат. Значи, кој ги мами матурантите? Не ги мами никој. Тие едноставно барат место кај да направат, кај да се развеселат, кај да направат матура. А тие места се ресторани. Кои што ресторани, некои исполнуваат услови, некои не исполнуваат. Тие што се прошверцовале, што не исполнуваат услови, тие газди, например, тие имат некои пријатели. Значи, или во полицијата, или во инспекциите, или во власта, во секој случај. Значи, тие имат пријатели и се правнуваат. И сега, ете, тоа е мамењето. Нема друго мамење. Не постои друго. Значи, ни се отвори очите со случајот на Кочани. Значи, не дај Боже да се случи повторно таков случај. Сега се знае точно колку излези треба да има влезо и излези еден ресторан со одреден број на места, одреден број со одреден капацитет. Значи, тука е работата. Се знае точно кои треба услови да бидат исполнети за тој ресторан да може да биде да прими гости, одреден број на гости. Со музика, со сите се знае дека на матура има и музика и сите работи. Благодарам многу за учеството и одговорите. Сега го станете со црвена линија и понатаму продолжуваме токму со вас гледачите, кои што е според вас како може да се стави пред се крај на ваквите диви забави кои што секако се одвиваат во локали и дискотеки кои што секако се пломбирани, особено по оние случувања во Кочани, па еве повторно се отвараат вратите,
газдите или на овие собственици на овие локали се изложуваат на ризик, работат се разбира без дозвола, но воедно и примаат повторно млади, овој пат матуранти, и сето тоа нели за да се обезбеди профит. Па според вас како може да се стави крај на ова? Дали воопшто се научи лекцијата од она се што ни се случи наназад? Добар ден. Добар ден. Повелете во Црвена линија сте. Вака, поздрав ти на до вас и вашата екипа. Благодарам многу. Прв пат се јавувам во Црвена линија. Пред малку се јавив, меѓутоа со тонот ова она не се доискажав. Така. И да од Охрид се јавувам. Да, еве ве побарав повторно да ни се јавите. Повелете. Да. Од Охрид се јавувам и сум професор во пензија. Значи, овдека, за да се организираат матурски вечери, значи тоа има процедури пред да се организира таа матурска вечер. Се држат неколку пати родителски средби. Овдека најголема, нормално дека газдите се лакоми. Нормално дека сакаат, тука не гледам нешто јас сега, тие нормално дека треба да научат и лекција од она што се случи. И тоа не го оправдувам. Меѓутоа, работа е што треба најмногу класните раководители да се грижат за тие деца. Па јас сум ги земала децата, организирано сум ги носела со автобус и додека матурската вечер сум одела секаде, сум ги пратела децата. Значи, најголема обврска им е на класните раководители. Јас мислам дека и родителите нормално да си ги пречекаат децата. Сум се јавувала дома. Дали стигнаа децата, дали се дома. Значи, таа е обврска. Нивна е најголема. А во друго, значи, тука ги мами матурантите, дали се газдите лакоми, па во денешно време се е можно. А како да ги заштитиме нашите деца, треба и ние да сме во контакт со класните раководители и најголема обврска е на класните раководители, додека трае. Благодарам многу за повторното јавување. Драго ни е што од ваше искуство, пред се како просветен работник во долж работниот век, еве споделивте како функционирало кога нели вие како класен раководител сте организирале нели матурски вечери. Ние сега кога прашуваме во Црвена линија денес кои тоа ги мами матурантите, со оглед на тоа што еве во изминатиот период сме сведоци на ноќни клубови, дискотеки кои што на диво организираа забави за скопски матуранти, иако се пломбирани, иако немаат лиценца за работа. Па дали треба ригорозно да се казнат организаторите на забави во објекти што немаат дозволи? Дали воопшто нешто научивме од последната трагедија во Кочани или кои се тие газди кои што профитот им е пред се поважен од тоа да функционираат легално и да ги исполнуваат условите. Добар ден. Добар ден и поздрав од Тина. Поздрав и до вас. Роме. Да, ве познавме, повелете. Слушајте, ве познавате по гласот. Да. Вака сега. И ја бев наставник. И ја правев матура со учениците, ама заедно со нив. Заедно правевме матура. И песми пеевме и се. Зашто и пеа сум и пеев и песми таму. И тогаш немаше ова како сега што е. Јас сум во години. Тогаш имаше слога меѓу луѓето. И ред. А сега само за пари. Парата е отров. Само она знаењето и паметот тоа е богатство. А овие за пари све дават. Ево што направи во Кочани. Тука не смеја да се прави таа работа. И влез беше само. И така изградија. Така им правят и сега овие. За да земат пари, да одат таму. А таму и не е за тоа, за матури. Туку за пари. А им кажувам, Господи казни, парата е отров. Животот на луѓето зависи. Тие, деца млади, ќе направат проблем со децата. Зашто од децата после има држава. После ќе се направат тие и научници и све. Така е, Тина?
Така е, благодарам многу за вашето активно учество во секој едно издание на Црвена линија, па така и во ова продолжете да не гледате. Сега ќе ве префрлам унаму каде што навистина пристигаат многу и досега пристигнаат многу коментари. Ако ви е полесно, еве, да дадете удел во ова денешно издание и да споделите одговори и ставови, секако тоа можете да го сторите. Ве потсетувам на профилот на Црвена линија на Facebook, но и профилот на Телма телевизија на Facebook. На прашањето дали треба ригорозно да се казнат организаторите на забави во објекти што немаат дозволи, еве што одговори Александра Блажевска-Тодоровска. Напиша: ние кога славевме пред повеќе од 15 години, се сеќавам дека градоначалникот не организираше забава со гратис влез и пијачки. Циц беше познат по журке, така пишува. Добра, Александра, благодарам. Ние денес во Црвена линија прашуваме како и да се стави крај на овие диви матурски забави. Добар ден. Ало, добар ден, во Црвена линија сте. Тина. Ве слушаме, повелете. Ајде, слушаме се. Директорот на школата, класните раководители, председателите на класовото состав од учениците, има совет на родители и газите на кафаните. Да седнат на едно место и да се договорат кој ги манипулира. Ако договоре само директорот и еден од професорите дека децата сакат да идат, ве слушаме? Да. Продолжете. Ќе се договорат од секој клас имат председатели. Да се не само еден или двојца да договорат, пак идемо тамо или овамо. Ајде, добро, објаснете ми дали треба да има ригорозни казни за оние локали, дискотеки кои што немаат лиценца за работа и на диво примаат матуранти кои што сакаат по прославата да продолжат до... Па треба некој тоа да го провере, бе. Па како не треба да има ригорозни казни? Така, добро, благодарам многу. Еве, рековте, тоа треба некој да го провери, па еве да подсетиме зошто Црвена линија ја постави денес оваа тема пред се. Како и во секој нареден ден, не заборавајте, имате сојузник кој што редовно, целосно и квалитетно ве информира. Тоа е нашиот сајт telma.com.mk. А што се однесува до темата за која што зборуваме денес со вас, да подсетам дека доволно да се задржите на насловот ноќни клубови и дискотеки на диво организираат забави за скопски матуранти. Еве ситуацијата која што се случила. 300 денари влез и 15.000 денари за СПР. Ова е цената која што друштво матурантки од Скопска гимназија ја платиле за да продолжат до утрински часови со прославата на матурската вечера во една скопска дискотека, која на диво ги отворила своите врати. Тие дошле пред дискотеката неколку минути по полноќ, им бил дозволен влез внатре, а кусо време потоа во објектот влегле полициски службеници и пазарната инспекција ја затвориле и пломбирале дискотеката, бидејќи немала лиценца за работа. Сега денес Црвена линија ве прашува: кој ги мами матурантите, кои се газдите кои што се лакоми за пари, зошто родителите кои ги плаќаат овие забави, бидејќи ги слушнавте и сумите кои што се дадени, не прашуваат каде и како им се забавуваат децата. Како да се стави крај на дивите матурски забави, дали еве и собствениците на ваквите локали, дискотеки и секако и сите останати, ја научивме лекцијата од трагедијата која што ни се случи неодамна или можеби воопшто не. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Бидете вака. Вакви контактно дебатни емисии со гледачите има скоро на секоја телевизија. Добро.
Ќе ве замолам нешто. Значи, доека има вакви луѓе што коментираат се и сешто на телевизијата, значи за било која тема, се експерти. А вие не можете да ги едуцирате дека доека разговарат, ми изреволтира директорка или наставничка беше од Охрид, 2 пати се јави. Значи, ако не може таа господја или ги има еден куп такви луѓе што коментираат се и сешто без да се запрашаат дали може да коментираат за било која одредена тема. А вие како коментирате на оваа тема? Ајде на вас да се фокусираме. Да ви кажам, само да се надополнам. Значи, да се надополнам, луѓето не може да сватат прво дека треба да комуницираат преку слушалката. И што очекувате, дека ќе ги едуцираат децата? На кој начин ќе ги едуцираат? Дали може да ги чуеме вашите одговори, бидејќи еве што се случува, а не е поминато премногу време од огромната трагедија во Кучани? Се случува, ви кажам, со вакви ало. Не слушам. Со вакви коментатори за се и сешто, секогаш ќе се случуваат вакви работи. Нема никој да тргнеме напред додека луѓето не почнат самите од себе да се едуцираат. Дали треба да има ригорозни казни за ваквите собственици на локали кои работат? Како не треба да има, па до сега требаше да има, требаше да се изгради, требаше да се... Така, благодарам многу. Го цениме она што го кажавте, секој од вас е добри ден. Мене многу ми е жал за гледачот кој што оние 90 секунди кои што се предвидени за него, бидејќи еве и тој е активен граѓанин во земјата и гледаме што се случува и оттука од случувањата Црвена линија ги црпи темите. Ве молам, нема потреба да ги коментирате, да им судите и секако особено не да ги навредувате останатите гледачи. Она што навистина сакаме да слушнеме е нели секој од вас, па затоа и е Црвена линија всушност каде што ова е просторот каде што некој ги слуша граѓаните, нели? Црвена линија припаѓа на граѓаните, еве не на политичарите. Така да ќе ми биде многу драго гледачот пред малку повторно да се јави и оние 90 секунди кои што се предвидени нели за него да ги искористи за да ни образложи еве како ги коментира ваквите случувања кои што повторно нели се случуваат, како да не сме научиле ништо од трагедијата која што е погубна и се уште ги чувствуваме последиците од истата. И повторно се отвараат врати, ги слушнавте и сумите на локали, дискотеки, се со цел да се оствари профит. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас ја разбирам желбата на децата да прослават. И ние сме прославувале. Добро. Во една таква сензибилна состојба како што е сега и во една таква неорганизираност, најстрого треба да се забрани да се казни овој начин на фактички они ги кршат пломбираните врати и собираат луѓе. Тоа не било возможно да не се знаело пошироко. Тоа се пренесува од едно дете на друго дете и така натаму. Јас, како што разбрав, тоа се однесува за објектот во железничка станица, а таму собира околу деца. Значи, еднаш за секогаш треба на некого да му се забрани било каков допир со таква дејност, за да сите други им дојде памет. Јас ги разбирам. Они отвориле објектот, долго време не работеле и сега сака се да надокнадат. Меѓутоа и ние како родители, а и општеството, го знаеше моментот, можеше да им организира нешто во град за децата. Ке коментираа, сега ќе одиме по стадиони и така натаму, меѓутоа ќе беа задоволни, ќе им беше задоволена амбицијата. Ова вака само се вртиме во круг. Ние сакаме да им ги исполниме желбите на децата кои се јасни и оборете и така и заслужуваат да биде така. Меѓутоа мора еднашка да ставиме крај не за друго, да си ги сочуваме животите на нашите деца. Така, благодарам многу за одговорите и сега ако продолжите да ја следите Црвена линија. Ве префрлам на Facebook, значи заследете ни таму, еве ако некој може би малку подоцна се вклучува во Црвена линија, и ако ви е позгодно еве на овој начин преку социјалните медиуми, преку коментари дадете свое мислење, односно одговор на денес што ве прашуваме. Продолжуваме секако со коментарот на Тихи Дом, кој што напиша ако така наречените газди работат без лиценци, сигурно се под
патронатство, односно патронство, предпоставувам на политичарите. Зарем треба да ни се случи ново Кочани, да погинат уште млади, па да ни дојде памет или не учиме на грешките? Па како да се стави крај еве на диви организирање на диви забави, односно забави кои што се одвиваат во локали, кои што имаат забрана за работа, немаат лиценца? И еве дали ви се чини дека и според вас зошто родителите кои ги плаќаат овие забави не прашуваат каде и како им се забавуваат децата? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас се јавувам од Охрид, вака сега. Најосновното и најважното е што прво државата и власта се најодговорните за сите овие работи. Затоа што ако некој нема дозвола, во држава се знае секој дали има или нема. Полицијата, која служба ја врши полицијата? Да се шетат по улици, да ги гнјавит народот кај што се на сообраќајки или не знам што. Затоа треба полицијата да си ја врши својата служба, да одат да проверат инспекциите. Тие се надлежните. Родителите ние од кај знаеме дали тие имаат документи или немаат документи. Ние гледаме отворено и секој ден и вие да сте и ние да сме сите ќе одиме во некој локал кај што е отворен, гледаш отворено, а ти не му бараш на них документи дали можеш да влезеш натре или не. Значи, се најголемата кривица е во државата, никој друг, никого да не го кривиме. Нас не ни доаѓа паметот, не ни доаѓа умот. Се случи еднушка, се случи втор пат, се случи трет пат. Ова стално ќе се случува, се додека немаме организирана држава. Најважно е државата да е важна. Тие треба службите државски, тие треба да ги бркаат овие работи. Не ние народот. Ние народот само ќе идеме, мака ќе кукаме и ќе плачиме. Се што се случило, се што се направило, секако било, не било вака, било онака. Ние криви родителите, не се криви родителите, уопште не се криви. Затоа што и ние како родители ќе ојме в кафана, ќе седниме и не знаеме дали. Благодарам многу за одговорите и подсетување, внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди, тоа не е правилото за едно вклучување. Добре додени сте сите повторно, нели, да го завртите бројот за нови 90 секунди. А во однос на случајот врз основ на кој денес Црвена линија поставува темата, ќе подсетиме дека матурантите, односно оние за кои што се отворени вратите на дискотеката, која што немала лиценца за работа, за да ја продолжат нели забавата. Всушност дошле матурантите неколку минути по полнок, им бил дозволен влез внатре, ама затоа по кусо време во објектот влегле полициски службеници и пазарна инспекција ја затвориле и пломбирале дискотеката, бидејќи немале лиценца за работа. Потука се поставува прашањето и во однос на она како тече Црвена линија, дали ви се чини дека се роди некаква свест и дали нешто и воопшто се научи од трагедијата од која што се уште не сме ни како земја, ни како општество залечени. А еве повторно се отвараат врати, се во интерес на профит и повторно се изложуваат на ризик оние кои што се дел од таквите објекти. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, повелете. Видите вака, кој ги мами матурантите? Видите, по моje мислење, кој ги мами? Јас не можам да сватам. Дали ме државата требало таа да внимава да затвори, и што ти ја знам. Меѓутоа, се слагам со тоа дека треба државата, потполно се слагам. Меѓутоа, знаете, то се сите, да речам, полтрони на една партија. Не зборам за ВМРО, било која. Од тука си дозволуваат вакви работи. Јас сум од партијата, па ево, имам објект, па не е ни важно, ќе правам матурантите, ќе ги викнам на забава. Дали се освестивни од тоа што ни се случи во Кочани? Не. Нема шанса. Ние не се освестивне за модуларната болница Тетово, нити за Дурмотранс, нити за во Бугарија што се случи. Меѓутоа, сето тоа покажува дека ние не живееме во правна држава.
Тоа е работата. И ниту ќе биди. Зошто? Бранко Црвенковски на времето, ако пропадна Татбанка, сега ќе му сечам на октоподо крилјата. Ако виде луѓе околу него, тоа сакам да го кажам најглавно, ако виде дека неговите пријатели, неговите роднини во власта, тука беше октоподо, па ни... Ќе подсетам 90 секунди е правилото, но оние кои што и редовно учествувате и секогаш сте вклучени во дискусиите на Црвена линија, знаете дека повторно можете да се јавите. Ме префрлам на Facebook, имаме коментар на прашањето дали треба ригорозно да се казнат организаторите на забави во објекти што немаат дозволи. Господја Анча Блажевска еве што напише. Ние родителите точно знаеме каде се уплаќало за журката после матурската прослава. Прво, од каде да знаеме дали дискотеките имаат документи? Јас имам 2 деца кои беа матуранти порано. Помалата матурираше лани во Карев, им наметнаа дискотека, како се викаше во парк, кај што го утепаа хрватскиот ракометар. Се нервираше како дискотеката продала карти во една вечер на 3 средни училишта и предложив воопшто да не оди, да дреме пред врата и не отиде. Да, дреме пред врата и не отиде. Ама моравме картата да ја платиме. Се буневме, ама професорите не сакаа да бидат одговорни ни за прославата во Рагуза. Благодарам, Анче, и вам за коментарот и учеството во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добар ден. Ало? Добар ден. Во линија сум? Да, во Црвена линија сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Прв пат ви се јавувам. Драго ми е, верувам, не и последен пат. Се надевам. Прво да почнеме од последното, дека треба да има ригорозни повеќе од колку што треба. Ригорозни, најригорозни согласно законот. Ала? Ве слушаме, продолжете. Ригорозни, да не може по-ригорозни. Колку дозволува законот максимум да се дај на организаторите и на собствениците, односно газдите на локалите. На тие што ги организираат. Тука, кога слушам во коментарите, треба да ги раздвоиме прославите на 2 дела. Една, кај што се одржуваат во ресторани, кај што е организирано, кај што се знае, а втората е она по завршетокот на таа забава, односно на таа матурска вечер, неконтролирано, не се знае каде децата одат. Тука треба да игра улога и државата, па треба да играат улога и родителите. Бидејќи во таа еуфорија сепак треба да најдат сила и да ги прашат децата или организаторите на матурските прослави што планират по завршување на прославата, ако планират. А сигурно тоа е планирано кога тие веќе имат по 15.000 во джепот за да платат тамо кај што ќе одат. Јас мислам тука е проблемот, а не да ги обвинуваме. Големо благодарам и вам за одговорите и сега што еве за прв пат се вклучите во Црвена линија и како што реков, кога се јавивте, се надевам не и последен пат. Ве префрлам на профилот на Телма телевизија на Facebook. Не заборавајте Телма на Facebook да ја заследите. Навистина постојано има објави за се оно што ве информираме во текот на денот. Најнови случувања не само во однос на земјата, туку во однос и на Балканот и светот. Еве ќе се задржиме и тука кога на профилот на Facebook Телма телевизија токму објави и за оваа вест, односно каде што беше затворена дискотека, каде што матуранти на диво и сега ко платиле сума од 15.000 денари за сепаре, ја продолжиле забавата по онаа традиционална матурска забава. И тука има коментари во однос на оваа вест, па ќе ви прочитам дел од нив. Боби Петрушевски еве што напиша. А што бараат матурантиве после 12 часот во дискотека, па уште и 15.000 денари плаќаат. Не дај Боже нешто да се случи, после ќе биде крива цела држава. А родителите ќе ги обвинуваат сите, а не знаат кај им се децата до сабајле. Ова е многу дискутабилно. А ние во Црвена линија денес дискутираме во однос на тоа што сакаме да слушаме пред се од вас, дали треба ригорозно да се казнат организаторите на забави, кои што ги подготвуваат во објекти кои што немаат дозвола за работа, ниту пак лиценци.
Добро, во продолжение најверојатно времето наложува да продолжиме со реклами. По рекламите ќе ги соопштиме и резултатите од денешната анкета. По рекламите да видиме како оние кои што не следат на Инстаграм одговорија на денешната анкета. Ако не сте меѓу нив, заследете не во овој момент, поучествувате во утрешната анкета. На прашањето дали треба ригорозно да се казнат организаторите на забави во објекти што немаат дозволи, дали ќе може да ја покажеме, еве, вака изгледа тоа. Значи, дали треба ригорозно да се казнат организаторите на забави во објекти што немаат дозволи, со да одговорија 89%, со не 11%. Тука ќе ви се заблагодарам и за ова денешно издание на Црвена линија, кое што им припаѓа токму на гледачите и на гледачите како граѓани. Ви потсетувам за да бидете целосно информирани секогаш и во секое време, но и квалитетно информирани, кликајте на telma.com.mk во продолжение и останете со Телма. Секако во да се кажеме, стручниот тим ќе проговори токму за она што се вели воз за Скопје или градски воз. Финансиски неодржлив проект на кој што е потребен на општеството, а воедно ќе можете да слушнете и за оценката на градежниот факултет во детална физибилити студија. Останете со Телма, следува да се кажеме со Горан Петрески.